Добар ден, ново издание на емисијата Напладне. Денеска е 27 март, светски ден на театарот. Токму ова е темата на која што денеска ќе разговараме заедно со мојот гостин, а тоа е актерот Стрезо Стаматовски. Добар ден, добре ни дојдовте во студиото. Добар ден, добре ве најдов. Да, ќе разговараме за значењето на театарот, како е да се биде актер во Македонија и во Охрид, која е пораката која што денеска актерите би ја пренеле пред јавноста. Но еве на почеток, дали се цени доволно театарот кај нас? Дали се цени доволно театарот кај нас? Јас многу љубам да кажам дека, иако имам голем број на колеги кои што редовно кажува дека театарот полека губи битката со новите технологии, но сепак би рекол дека имам некое си во наводници старомодно мислење. Театарот никогаш не може да ја изгуби таа битка и театарот има поинаква магија, има поинаква моќ. Театарот има поинаков разглас, кој што разглас понекогаш паѓал дури царови и кралеви од нивните престоли. Затоа мислам дека театарот, особено во Охрид, гледаме интензивно последниве неколку години, нели после она пауза на короната која што бевме принудени некако да бараме одредени алтернации, меѓутоа повторно се врати на голема врата публиката и гледаноста на театарските представи и општо на секаде, не само во Охрид, така да се разбуди оној дух кај публиката за она што значи жива уметност. И за нас е тоа добар показател дека публиката го цени истото, ја цени нашиот труд, нашата мака и нашите практично жртви кои што ги даваме на таа сцена или на тие даски што живот значат, кои сака да кажат некој така. Така намислам дека нема да изгуби цената и вредноста театарот во денешницата. Напротив, мислам дека театарот е жива работа кој што се менува и ќе се менува и ќе се прилагодува и адаптира согласно новите теркови трендови, технолошки развитија и така натака и така натака. Така. Сега како е да се биде актер во Македонија и во нашиот град Охрид? Да се биде актер е пред се актер во национална институција. Според мене треба да секој еден од нас вработен да ја носи со гордост таа титула. Ситуацијата во театрите ширум Македонија не се на многу завидно ниво, искрено, кога ќе зборуваме за условите за работа и за финансиите кои што се одобруваат за театрите и така натака, не е многу на завидно ниво, меѓутоа ние сме луѓе кои што сме одбрале таа професија и сме подготвени да направиме жртва и да замижиме на многу работи. На крај нашето свето нешто кој што се вика премиера да излезе во најдобар ред како што може да излезе. И да и се представиме на публиката како луѓето кои што се на првиот ударен ред актерите, така и оние позади кои што работат како техничка екипа и ред други уметници кои што во позадина работат, да се представиме во едно најдобро светло. Мислам дека може многу да се стори за актерите пред се во Македонија и треба да се поработи за сето тоа. Се надеваме сите на некои подобри времиња, како секоја една професија, така и кај нас. Културата е скапа работа, културата е работа која што треба да се инвестира во неа. Театарот е исто така една уметност каде што прави сублимат на повеќе уметности, на повеќе уметници кои што работат за едно дело, е тимска работа и мислам дека ќе треба со многу поголемо внимание, многу поголем обзир да се гледа пред се на театарот и театарската култура од Министерството, од владата, па се надолу така, до раководители на поставеноста на исто во театрите. Не знам, би рекол дека е привилегија и чест да се биде театарски актер во Македонија. И исто така мислам дека сите оние помлади генерации кои што треба да доаѓаат, треба да гледаат на театрите и националните театри точно со едно такво око. Дека навистина е треба со гордост да се кажува дека си национален актер. И посакувам на сите оние
колеги кои што нели мачат за да дојдат до театрите и да се вработат и да можат да работат во репертоарни театри, што побрзо сето тоа да им се случи и да осетат на нивна кожа што значи да работиш во еден национален театар и да го осетиш која е тежината на репертоарот. И исто така да го почувствуваш моментално размена на различни искуства со постарите колеги и така натака. Така, тежок ли е кај нас тој пат, тој изодување на тој пат на еден млад актер да стигне до театарот? Од моје лично искуство би кажал дека е многу тешко. Зошто? Заради тоа што ако го земам предвид моето лично искуство, јас завршив актерска игра и доаѓав од град во кој што немаше професионален театар. Така да јас завршувам нешто кое што знам дека доколку се вратам дома, немам каде да работам. Ке треба да изберам некој друг град да работам или можеби друга држава. Јас завршив факултет во Бугарија, па работев година и нешто во Бугарија, па дури играв и представи. Таму меѓутоа љубовта од секогаш ми беше да се вратам во родниот град, заради тоа што сметав дека Охрид како таков заслужува да има професионален театар. И од Петни жили, со една група на луѓе многу добро позната на целата јавност во Охрид, направивме една институција, една иницијатива во која што помогна голем дел дури од медиумите и вашиот медиум исто така беше многу заслужен за истото да се чуе нашиот глас. На наша голема среќа и на добра волја тогаш на тогашната министерка се даде амин чисто просто да се институционализира паузата после 50 години на Охридскиот професионален театар. Така да мојот пат, лично и патот да речем и на моите колеги беше исклучително тежок и не беше воопшто поплучен. Друго е кога ти си веќе завршен актер и кога веќе имаш каде да се вработиш, па треба да се бориш со одредена конкуренција. И тоа е тежок пак. Меѓутоа да го основаш од почеток, да направиш нов фундамент, па да почнеш од почеток да образуваш и публика, во која што ние сме сепак уште млад театар, Охридскиот театар е 12 години стар, се уште образуваме публиката, тоа 12 години се ништо за еден театар, така да сметајќи по човечки години, веќе не сме ни тинејџери. Значи, така да, меѓутоа ако се има љубов кон професијата, не представува таа мака, тие сладки маки, чисто само го челичат актерот за понатака кога ќе почне да работи, да биде уште подобар во оно што го прави. Така, се уште тешко ли е да се запише еден студент на факултетот во Скопје? Знаеме дека тоа порано беше многу тешко, многу комплицирано. Како е сега? Дали им се дава можност на младите актери прво да студираат на факултетот, па потоа да преминат во некој театар? Да, нашиот факултет е карактеристичен по тоа што ти можеш да бидеш многу добар, одличен, успех, да ги исполнуваш сите они предуслови за да можеш да се кандидираш во одреден, да влезеш во одредена класација. Меѓутоа предстои уште 2 до 3 филтрирања кои што се на самиот факултет. Тоа е тешкотијата. Во тоа е тешкотијата да треба да практично се представиш во најдобро светло, да го поминеш првичниот, па после секундарниот, па на крај терцијалниот филтер, кој што на крај, нели, дури и тоа на крај може да ти речат ви благодарам колега, но сепак има други колеги кои што се биле подобри и така натаму и така натаму. Но во ова наше општество, кое што знаеме како функционира насекаде, така за жал почна да функционираат и институциите кои што треба да продуцираат нови сили. Луѓето се примаат заради, можеби понекогаш заради квота да се исполнат за одредени финанси да влезат во самата институција, па имаме актери нус производи кои што имаме актери кои што воопшто после тоа не се занимаваат со театар нити со филмска глума, туку се занимаваат со нешто сосема друго, затоа што никој не им кажал дека не е местото таму за нив. И тоа е жалосно. Јас сум имал можност да подготвувам неколку луѓе и млади луѓе и други луѓе кои што барале од мене да бидат подготвувани за да се подготвуваат за уписот во на ФДУ и дали ни на ЕСРА тука, а мојот одговор што од стартно бил
знаеш, најнародски, доколку не те бива, немој да си го трошиш времето. Пронајди си друга професија. Сите мислат дека моето дете добро имитира, не знам, моето дете, не знам, гледа македонски народни приказни и ги прави дома, па мислам дека е талентиран за... Да, тоа е до некаде добар стартинг поинт. Меѓутоа, актерската игра подразбира нешто сосема друго, подразбира многу длабока конекција со себе си, со чувства, со несвесно, со една плејада на механизми кои што тек допарва ќе ги открива во текот на образованието. Не да се преправаш, не е за да глумиш, него треба да преку тие механизми да го најдеш начинот на кој што и да дојдеш до на детска игра, на таа занесеност, да си веруваш во условната лага која што ја кажуваш пред одредена група на луѓе. И тоа е практично самата дефиниција за театар. Театарот е некој да те гледа. Стариот грчки збор, некој да те гледа, значи дека за да те гледа треба да му го задржиш вниманието. И сега се навраќам на претходното, мислам дека треба да тие филтри да се зајакнат, а доколку не се зајакнат, тогаш треба да се отворат многу поголеми, повеќе побројни позиции работни за луѓето кои што завршуваат актерска игра. Имаме преку 200 луѓе кои што се театарџи, кои што стојат маргинализирани некаде на некој список и никако не може да дојдат до ново вработување. Значи, тоа е многу голем проблем. Ние ги губиме младите сили. Еве и Охрид ќе кажам дека ние имаме итна и алармантна имаме потреба од нови вработувања. Со еден збор, и ние работиме, публиката не гледа во секоја можна представа и едноставно публиката ќе бара ново освежување. Бараме други актери, бараме нова енергија, бараме помлади. Со сето тоа ќе ги натераме младите да се пренасочат кон театарот и да видат и опција за кариера и таму, да може да се запишат и така натаму и така натаму. Така да ево нека биде ова некој апел доколку може да стигне до нечии уши, да апсолутно итна ни е потребата од нови вработувања пред се актерски во нашиот театар. Така. Пред да продолжиме за условите во Охридскиот театар, представите и еве тоа што го сега пред малку го рековте дека се потребни и нови актери, сакам кратко да ве прашам, дали сметате дека политиката многу навлезе во актерството, кај актерите, и обратно дека многу актери навлегува во политиката? Тоа се случува последниве неколку години, сме сведоци. Актерите, како што и пред малку кажав, и театарот бил силен медиум. Дали ќе тргнеме од средниот век па навака, значи силен медиум кој што знаел да урива дури кралеви и цареви, како што кажа. Актерите треба да бидат политички активни и треба да бидат дел од политиката. Меѓутоа, не треба да бидат дел од партијата. Она кој што направи раздор во театрите е партијата, не е политиката. Актерите треба да бидат вечната опозиција. Актерите треба да бидат критичарите на сега, на ова општество, кој што се случува понатака во некоја друга партиска определба и некоја, не знам, друга проминенција на власт, повторно треба да е на страната на критичарите. Она кое што мене најмногу ми смета е кога ќе видам дека актери кои што се квалитетни, кои што позади нив имаат тежок бекграунд, се дел од одредени партиски структури кои што високо котираат во истите. Се користи нивната медиумска препознатливост за бедни гласови, кои што исто така е, би рекол, зажалена проституција на самата професија. Од таа партизација во моментов сме сведоци дека одредени имиња кои што беа на македонската сцена не се едноставно активни, затоа што нивната проминенција не е на власт, и утре ќе биде поинаку, кога ќе дојде нивната проминенција на власт, тогаш ќе ги видиме овие сега кои што се актуелни, дека ќе бидат малце паузирани. Така да партиската определеност е во овој момент една чума која што го јаде театарот однатре. Но, доколку прашате некој од нив, ќе кажат дека единствениот начин за да можат да действуваат за подобро утре на театрите и заопшто за културата е точно преку влегувањето во одредена партија и стигнувањето до одредена власт, па потоа да можат директно практично да имплементираат дел од тие идеи, дека сите го прават со добра намера. Јас велам дај Боже да е така и дај Боже да ги видиме утре
плодовите на истото, меѓутоа досега немаме видено ништо. Така, со кои проблеми најчесто се соочувате и во Охридскиот театар? Многу често низ театрите ни издржавава како главен проблем секогаш се наведуваат условите. Стари објекти, дотрошени објекти, каде што прокапува на секој дожд. Како е во Охридскиот театар? Дали имаме добри услови? Нема да крием, нема да лажам. Во Охридскиот театар имаме, јас ги викам дека се субполарни услови, кои што за еден нормален човек, за нормално да функционира, ние да речеме во текот на зимата практично се бориме со нешто основно кое што се вика затоплување или загревање на просториите. А во текот на летото разладување на истите. Значи, зборуваме за објект кој што пред се не е театарски наменет и ова не е само во Охрид. Така. Малку се театрите кои што се низ Македонија, кои што се нагреени, кои што имаат ладење, го имаме театарот во Велес како нова зграда, го имаме МНТ новата зграда, кој што исто така е јавна тајна дека е поплавен и глумците пливаат таму и нели и публиката веќе сведочи на еден такво импозантно некој состојание. За жал, веќе така колку години се поминати, веќе почнува да се руинира, а да не правам муабет за како се издизајнирано во новата зграда, која што би требало да ни биде репер за новите згради, кај што немаме простори за фундус, нема колегите каде да остава сценографија и така натака. Исто да е приказната и во Охрид. Немаме функционални, барем моделот кај што ние функционираме како актери, преслекување и така натака, немаме функционални јазли, значи немаме тоалети како што треба, немаме тушеви и такви работи, премовет за најосновни базични услови. И тоа не е проблем дека е сега тој раководител или оној раководител. Но тоа трае со години. Не, тоа е системско малтене деградирање, ќе помине, може и без тоа. Значи, може и без тоа. Значи, не се инвестира, затоа кажав и уште на самиот почеток дека културата е скапа работа. Имаше една небулоза од одредени мои колеги кои што викаат дека ние треба да направиме пазарна култура. Пазарна култура, тоа е оксиморон. Културата не може да представува комерцијално ништо. Значи, културата е сосема нешто друго. Тоа е како да го продаваме секој збор. Јазикот кој што ни е дел од нашата култура, треба да го направиме пазарен, како да го продавам секој искажа, не разбирам. Пазарната култура подразбира да направиме ентертејмент, значи од забавен вид да ги направиме театрите, па да треба да бидеме принудени да викаме звезди од Пайнер продукција за да можеме да собереме. Не разбирам. И од тие пари после да ги средуваме нашите услови во нашите згради. Не, луѓе плаќаат даноци за тоа. Луѓе даваат пари. За сето тоа им се одделува од нивните лични доходи за да можат и покрај другото да имаат квалитетно образование и квалитетна култура. Парите се тука. Никој не може да не излаже дека нема пари после 2014 проектот, дека нема пари во културата. Напротив. Значи, државата не вложува доволно во државата не вложува, дури би рекол сега сме до стадиум дека малце сме и подзаборавени некаде таму на маргините како култура. И дека постоиме, ево и конкретно нека биде и за театарот. Кога ќе земите новата програма од Министерство за култура за ова година, која што транспарентно ги пишува бројките на одобрените проекти, ќе видите дека тоа со сите оние поскапувања кои што ги имаме, се малтене вредноста на тој проект е половината од вредноста кој што бил, да речеме, пред 2, 3, 5 години. Значи, задолжително, значи, глумците не бараат многу, бараат да имат едно просто капче кај што можат да бидат за моментум сами, да можат да се поврзат со себе, да можат, ако има таква представа, да може да се истушираат, додам најнормално во тоалет и да им е топло или ладно. Исто така и тоа е за публиката. Меѓутоа, како и сите театри, ние се обидуваме да ги заскриеме тие дупки, тие празнини, тие шуплини, на крај завршуваме со насмевка и на крај завршуваме со максимално, со труд и сите тие работи стануваат незначајни кога ќе излеземе пред публиката. Нашто ни е важно е таа да се чувствува добро, да излезе со еден добар коментар и лош коментар, тоа е исто така за нас. И лошата критика е добар показател дека нешто сме направиле или не сме направиле. Меѓутоа, актерите се секогаш на првата воена линија, кои што се секогаш напаѓани, дали немало клима, дали немало вода, дали се ширела лоша миризба од ВЦ-ата, значи тие се на првата воена.
Да. Да, како е во однос на вашето творештво, колку представи се случуваат на месечно ниво, како на што конкретно работите во моментов? Во моментов работиме на првата представа од трите одобрени представи за оваа година. Првиот проект се вика Неразбраната цивилизација по текст на Добри Војников. Тој е бугарски автор, текстот е стар некаде околу век и половина. Режисер на представата е Софија Ристеска Петрушева од Битола, познато име на нашата јавност затоа што има на неколку пати работено во Охрид и едно од оние луѓе кои што исто така беше заслужна и работеше заедно со нас кога ја правевме иницијативата за формирање на професионален театар во Охрид. Текст работиме, да кажав, кој што е век и половина стар, но за жал се уште актуелен. Динамиката, фреквентноста на играње на представите кај нас е еднаш во неделата и нешто го заковавме тој термин дека во петок, секој петок да имаме театар и театарска представа. Внатре се соочуваме со одредени проблеми за немање доволно човечки ресурси пред се актери за да можеме да ги изработиме сите представи, па се правеа одредени замени и промени, некои представи чисто да останат на репертоар, но она кое што си го направи короната е што практично изгубивме, како и сите театри, голема бројка на представи и тие малте не се во неповрат. Но како и да е, би требало да речеме дека за некаде на оваа година, после оваа година, следната година да имаме еден солиден репертоар на вакво, па дај Боже да додадеме и уште еден ден во неделата. Но би сакал да додадам дека и тоа што е како еден ден во неделата се бара карта повеќе, што одамна не се случувало во Охридски театар. Трна еден таков бран и за кој што сум многу среќен и задоволен и така сакам и да остане до крај. Денот денеска, тоест вечерва го прославувате со представата Енергични луѓе. Да. Ајде малку околу неа да ја најавиме и да ги поканиме гледачите да бидат вечерва дел од неа. Енергични луѓе е текст на Василий Шукшин, тој е еден руски автор, многу познат руски автор за буквално би рекол за поранешниот Советски сојуз. Во режијата на Александар Ивановски, тоа е една представа во која што во еден таков абсурден со една абсурдна атмосфера се развиваат едни уште поабсурдни ситуации. Тоа е комедија на ситуации и комедија на ликови. Четворица пријатели кои што се од ниско криминално досие се напред момент да сопругата на еден од нив биде практично онаја која што ќе ги накодоши за на се што го прават. И тие наоѓаат најразлични начини да ја убедат да не го направи истото и таму произлегуваат едни смешни и такви многу абсурдни ситуации. Вечерва ја играме во нашиот театар и во 8 часот. Представата е распродадена веќе, како што кажав, ние многу ќе веќе неколку дена, нема карта ни за лек. Се надевам дека после тоа ќе се видиме со публиката во една неформална средба и ќе поразговараме малце со нив во однос на театарот и театарската представа, а се со себап на новиот, односно на Интернационалниот меѓународниот ден на театар. Така, одлично. И само за крај уште едно прашање, дали имате наследници во театарот, дали има млада сила и дали имаме доволно творештво, наше македонско? Така. Моментално функционира и за брзо ќе треба да има премиера на детско драмско студио кој што е во склоп на Народниот театар во Охрид. На моја голема среќа, јас и бев и ги гледав дечките и гледав една нивна проба и разговарав со нив и многу сум среќен за тоа што веќе имаме деца кои што сакаат да се насочат кон театарските води и тука ја гледам нашите наследници точно меѓу нив. Работи со нив наша вработена режисерка Ирена Стериовска, која што е доста солидна режисерка и кој што мислам дека има што да научат од нејзе. Се надевам дека барем од сите 10, барем тројца да се насочат ќе биде доволно. Сепак, како што кажав, нашата професија трпи многу филтрирање.
Дали има македонско творештво има, не дека нема. Има, меѓутоа некаде во некој во тој систем на поднесување на проекти до националните институции, па националните институции кои што ги филтрираат поднесените проекти до Министерство за култура и дури во Министерство за култура комисиите некако не многу испливуваат. Овогодинешниот Војдан Чернодрински фестивал, кој што е најреномираниот во однос на театарска националните театри, доаѓаат и со апел до сите да се представуваат нели македонски автори, представи да видиме од македонски автори, меѓутоа кога ќе се вратиме назад, на прсти на една рака не можеме да изброиме. Тоа мора да се смени подитно, заради тоа што имаме солидни автори. Ако ништо друго, барем го имаме учител од наците учители на напишувањето е покојниот Горан Стефановски, кој што оставил позади него едно силно тело кое што и то како знае да препознае моментуми во општеството и да ги стави на хартија. Тоа во моментов на сите нас не треба во театрите, барем по еден да ги имаме на репертоарите по една представа од македонски автор. Благодарам многу на гостувањето, ви посакувам многу успех во работата и повторно се гледаме во следна прилика. Фала и многу за поканата, фала многу за се она што го прави Охрид Ньюс за Народниот театар во Охрид и се надевам дека ќе продолжиме понатаму со истата соработка. Така. Ви благодарам и вам, драги гледачи, што и денеска бевте со нашата напладна. Се дружиме повторно следниот понеделник. До тогаш, довидување.